Добар ден на сите. Тема на денешната пресконференција ќе биде промоција на програмата на СДСМ за земјоделството, за македонското земјоделство. Денеска ќе презентираме дел од мерките кои што ги предлагаме во нашата програма. Презентирање на сите мерки ќе биде малку потешко затоа што го надминува форматот на овој прес. Денес, значи, само дел од мерките, а другите ќе следат понатаму. Би сакале прво да расчистиме една работа, а тоа е субвенционирањето. Значи, СДСМ ниту ќе ги укине, ниту ќе ги намали субвенциите во земјоделството. Напротив, ќе ги зголемува. И тие прогресивно ќе се зголемуваат до влезот на Република Македонија во Европската унија. Ние сметаме дека вистинските пари, вистинските средства за земјоделците лежат во фондовите кои што ги дава Европската унија. Затоа ние ќе направиме се за да го реформираме земјоделството и да го на некој начин прилагодиме кон моделите на добивање на средства од Европската унија, за да можат нашите македонски земјоделци да ги користат овие фондови. Во секој случај, ние ќе донесеме еден закон за субвенционирање, каде што транспарентно и јасно секој еден земјоделец ќе знае какви субвенции може да очекува и како да го планира своето производство. Тој закон ќе биде со дефинирани цели и ефекти, да се знае што сака да се постигне со тоа субвенционирање, а не парите да се фрлат за мерки кои што не носат никакви резултати. Еден од горечките проблеми на кои што ќе пристапиме е решавање на проблемот со доделување на државно земјоделско земјиште под закуп под концесија. Значи, тука ќе предложиме повеќе мерки. Прво, што ќе направиме ревизија на доделеното, затоа што сметаме дека има многу неправилности во досегашното доделување на земјоделското земјиште, значи да знаеме на што сме, да видиме дали е тоа доделено како што треба и законски. Понатаму ќе пристапиме кон доделување на земјоделското земјиште на вистинските земјоделци. Значи, нашата стратегија е да го даваме земјоделското земјиште на вистинскиот земјоделец кој што живее од тоа земјиште, од таа активност. Значи, не на прекупци, не на фирми, не илјадници хектари, него да се направи категоризација на тоа земјиште, да се знае по квалитет колку може да се даде, колку е одржливо и да се дава на вистинските земјоделци. Имаме низа мерки во нашата програма, со која што на некој начин ќе го стимулираме укрупнувањето на земјоделското земјиште со цел да имаме порентабилно производство. Оно што ние ќе го воведеме е учество на локалната самоуправа во доделувањето на државното земјоделско земјиште под концесија. Значи, многу е битно локалната самоуправа и луѓето кои што се знаат таму и луѓето кои што го знаат земјиштето и кои го обработуваат да учествуваат во тоа доделување. И ќе воведеме задолжително законски да мора средствата од концесија, дел од тие средства, најмалку половина, да се враќаат повторно на тоа земјиште за тампонирање на патишта, за електрификација, за се она што треба да се инвестира во подобрувањето на состојбата на тоа земјиште. Оно што ќе го стимулираме исто така и користењето на заедничка земјоделска механизација, односно формирање на машински прстени, каде што повеќе земјоделци ќе може да се здружат и да користат заедничка механизација на поголема површина. Оно што ние се прашувавме во правењето на програмата е што е тоа што го мачи нашиот земјоделец и кои се прашањата кои што тој си ги поставува. И во многуте контакти што ги имавме и она што го добивме од самите земјоделци е три основни прашања се најбитни со кои што се соочува нашиот земјоделец. Значи, прво, што да произведува, значи на својата земја, што е тоа што треба да произведува да му донесе профит. Второ прашање, со што да произведува, значи со кои финансиски и материјални средства може да произведува, дали има механизација, кредити, финансии, пари и така натаму. И третото е, можеби најгоречкото во овој момент е каде да ги пласира своите производи. Нашите политики, нашите решенија и она што новата влада на СДСМ ќе го спроведува е токму одговор на овие прашања, кој што ќе му помогне на македонскиот земјоделец да на некој начин стане профитабилен и да заработува од своето производство.
Значи, се секој регистриран земјоделец ќе возможиме педолошки и агрохемиски анализи, за да се види на неговата собствена почва што е тоа што најмногу може да успева и што ќе биде најпрофитабилно во неговото производство. Значи, ќе обезбедиме и советодавни услуги. Понатаму, она што повеќе пати беше спомнувано е зелената нафта. Значи, за регистрираните земјоделци ќе воведеме така наречена зелена нафта, која што ќе биде со ослободени давачки и ќе се користи према површината на земјиште кој што имаат земјоделците за обработка. Ќе доделиме 7000 квадратни метри бесплатно државно земјиште со изградена спремна инфраструктура за сите оние кои што сакаат да прават дистрибутивни откупни центри за земјоделски производи. Со ова сакаме да поттикнеме конкурентноста и да на некој начин направим повеќе откупувачи за да се подигнат цените и земјоделците полесно да го пласираат своето производство. 5 милиони евра годишно ќе обезбедиме за формирање на земјоделски задруги и задруги кои што ќе прават додадена вредност на производите, односно ќе изградуваат капацитети или ќе набавуваат опрема за преработувачки производни капацитети за финални производи од сопствено производство. Ќе ги помогнеме, значи, со финансиска поддршка компаниите извозници на конзервиран зеленчук и овошје за калибрирање на производството, подобрување и користење на современа, атрактивна и брендирана амбалажа. Значи, ова е оно што ни фали нас за извоз, оно што ни фали да ги пласираме производите. Оно што ќе го направиме исто така, што е денеска голем проблем, а тоа е сезонските работници. Постојните законски решенија не дозволуваат нивен статус, односно не го регулираат нивен статус како што треба, и самата и преработувачка индустрија и земјоделството се соочува со големи проблеми и со големи казни. Ние тоа ќе го ревидираме и ќе дадеме вистинско решение за сезонските работници. Преку склучување нови билатерални договори и намалување на увозните давачки за нашите земјоделски производи, особено на пазарите на поранешниот Советски сојуз и Западна Азија, ќе обезбедуваме пласман на производите и на вишокот на производство кој што го имаме во Република Македонија. Ќе обезбедиме стимулирање на извозот, она што и Европската унија го дозволува, преку модел на стимулации за покривање на трошоците за транспорт до крајната дестинација на извоз. Значи, на тој начин нашите компании кои што извезуваат, ќе им дадеме поддршка и ќе им возможиме повеќе да извезуваат. Ова се само дел од мерките на новата влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за земјоделството. Имаме посебни мерки кои што се однесуваат на проблемот на регистрација на земјоделците и решавање на нивниот статус, понатаму за олеснет пристап до кредити за земјоделците, како и посебни мерки за оние области кои што се критични, а тоа се тутунопроизводството, значи тутунарите, лозарите, сточарите, производителите на житарки и сите оние други кои ќе ги промовираме на наредните пресови кои што ќе ви ги најавиме.